Владењето на ВМРО-ДПМН ќе биде запаметено последните методи на злоупотреба на власт. Безмилосно трошење на народните пари за лични, бизнис и партиски цели. Криминално наместени тендери или спогодби во 4 очи. Злоупотреба на функциите за купување на движности, најчесто омилени се становите. Брутална приватизација на државните институции заради штитење на нивниот криминал. Затоа, во изминатиот период нивните огромни криминални афери и скандали остана без било каква институционална или судска разрешница. Доволно е да се спомене скандалот со 4 стана на мајката на Груевски. Денес ќе искористиме приликата да ги подсетиме граѓаните на скандалозното работење и стилот на владењето на првите преродбеници. Кога станува збор за купување на станови во Матно, ВМРО-ДПМН се навистина махери. Високиот функционер на ВМРО-ДПМН и министер за надворешни работи, господинот Антонио Милошовски, исто како мајката на неговиот партиски шеф Груевски, во кризната 2001 година и една година претходно стекнал 2 стана, кои биле во собственост на Република Македонија. Кој бил методот на Милошовски? Во март 2000 година, како портпарол на тогашната влада, поднел барање за доделување на државен стан до владината комисија за станбени прашања. Скандалозно, после 3 месеци станот на улицата Кузман Јосифовски Питу под сомнителни околности ќе премине во собственост на Милошовски. Но тоа не било доволно, па за само 8 месеци од стекнување на првиот, додека трае воениот конфликт, Милошовски стекнува уште еден државен стан, овој пат на улица Васил Ѓоргов. Тој си го реновирал станот, но сметал дека тоа треба да го покријат граѓаните. Затоа Милошовски бесрамно побарал заради реновирањето да му се намали цената на станот. Тогашниот директор на јавното предпријатие за стопанисување со станбени деловен простор, неговиот сограѓанин Илија Китановски, му го прифатил барањето да му се намали цената на станот. Ако функционерите на ВМРО-ДПМН без грижа на совест во времето на воен конфликт успеале да стекнат имот со злоупотреба на своите функции, можеме само да претпоставуваме што се случува денес. Социјалдемократскиот сојуз по превземањето на власта на 5 јуни ќе спроведе целосна ревизија на доделувањето државни станови за кое некој во ВМРО-ДПМН ќе мора да понесе одговорност. Благодарам, повелете ако имате некои прашања. Тоа за Социјалдемократски сојуз не е вистина. Стана пракса страшливците од ЛДП кога сакат да го обвинат ВМРО-ДПМН да го наместат и СДСМ во тој контекст некој. Социјалдемократски сојуз не се користи со такви методи.